Последниве 3 месеци не се пишуваат цртки во пасошите и не се спуштаат рампите на граничните премини за ромите. Ова значи дека службениците на МВР на граничните премини се откажа од дискриминацијата на ромите и ја почитуваат насоката од министерот донесена лани во ноември, велат од невладиниот сектор, која следи оваа проблематика. Со насоката на министерот за внатрешни работи од ноември месец 2016 година, која што представува еден вид укажување дека овие лица се враќаат спротивно на уставот и на законите на Република Македонија, притисокот од страна на Министерството за внатрешни работи е битно намален. Поточно да ви кажеме дека во последно време немаме ниту една поплака дека некој лице е вратено. Според извештајот од Советот на Европа од 2009 до 2012 од граница се вратени 7000 граѓани, од кои 90% се роми, иако на нив се додадат бројките до 2015, тогаш се зборува за 22.186 вратени граѓани од граница, но МВР пред 2 години објави уште пофрапантни бројки. Според официјални податоци на Министерство за внатрешни работи за периодот од 2009, поточно од 2012 до 2013 година, вкупниот број на лица роми кои што се вратени од граничните премини изнесува некаде околу 15.590 лица. Голготата на ромите на граничните премини започна со воведувањето на визната либерализација, кога земјите од Европската унија се соочија со наплив на баратели на азил, на економски мигранти, а МВР ги спушти граничните рампи за голем број роми. Земјите на Европската унија се здобија со еден проблем, односно наплив на македонски граѓани како баратели на азил. Грото од тоа население, по нивните извештаи, дека биле лица од ромската националност. Поради таа причина, истите земји побараа од Македонија на овие лица да им се реши социоекономската положба, бидејќи утврдиле дека лицата баратели на азил се со социјален и економски проблем. Инаку за овој период се водат над 40 судски процеси против МВР за дискриминација на ромите на граничните премини.